Еден од влезовите во магазините е пописот. Магазин, попис. Пописот, ако не е добра евиденцијата, обично се формира со пренос, со годишен пренос од претходната година на количините кои ни се на залих. Но можеме и рачно да го внесеме пописот. Значи бираме магазин, попис, може нов, први годината и си ги внесуваме сите артикли со артикл и количина. Можеме во прв момент без цена да внесуваме, бидејќи програмот ни овозможува добивање на цени на материјалите од претходната година. Овие цени се префрлени, овие се магазински цени без ДДВ. Ова кој ќе се печати, се добива културен документ, пописна листа. На крајот може пописна комисија да се овери. Бидејќи ова листа е долга, артиклите може да бидат по различен начин внесувани и некои може да бидат и неколку пати внесувани. Овде имаме едно зелено поле во кое може да правиме пребарување. Например, бараме артикл 100. Еве, не носи кај 100, а 120. Не носи точно кај 120. Значи, кога имаме голем број на артикли, можеме многу лесно да додаеме до тој артикл. Ако рачно го внесуваме пописот, ќе го внесуваме со артикл и со количина, без цени. За да се преземат цените од претходната година, треба да се кликне кај документи, преземи цени за попис од состојба од мината година. Значи, програмот ќе гледа минатогодишните цени, состојбата во магазинот и ќе ги префрли цените. Ако има нешто на залих. Ако нема на залиха, ќе остане цената 0. Па ќе треба рачно да се најде колку би била набавната цена без ДДВ. Ако имаме попис во продавница, еве се рачно ќе внесеме. Овој попис ни треба количина и цена. Овде ги немаме набавните цени, бидејќи продавницата се води без ДДВ. За подетална информација понатаму, евентуално за разлика во цена, кога ќе правиме анализи, ќе ни требат набавните цени. Во програмот, во рубрика корекција на цени, кога се работи за попис во продавница, се појавуваат овие две сини текстови. Набавни цени за попис P1 од лани. Со клик ќе се добие колку е набавната цена од претходната година. Ова може и да го поништиме ако сакаме, или да си го прифатиме. Значи, претходната година имаме набавка набавна вредност 12.000 со ДДВ. Кога ќе го продадеме оваа година, ќе имаме разлика во цена, која ќе може да си калкулираме, односно во евиденција да знаеме дека имаме толку маржа, разлика во цена.